Добро вечер. Минатонеделните инциденти, организирани, оркестрирани или сосема изолирани, и обидот на Министерството за внатрешни работи да ги лоцира и приведе учесниците во истите, се уште го чека одговорот што всушност точно се случило. Дали се тоа изолирани настани на млади луѓе, но палењето на автомобилите во Куманово за министерот за внатрешни работи упатува на јасен знак дека веројатно се работи за организирана група. Денеска има дури едно преведување за настаните во Куманово. Се тоа беше сосема доволно дуи веднаш да побара 4 интерпелации во собранието, изгора на тоа да се расправа во истиот парламент за безбедносната состојба по текст кој што ќе го подготви самата партија. Колку малку треба повторно прашањата од меѓуетничките триења и дилемите да се вратат повторно на преден план. Кому му одговара тоа? Дали почнува да се одвива сценариото според предупредувањата на Христијан Мицковски дека има информации, дека ДУИ подготвува дестабилизација? Или сепак само политички низ чуден нишан си ги одмеруваат силите и испраќаат меѓусебно пораки? За иницијативата за гласање на интерпелацијата, СДСМ одлучи да се подизмести од темата и да ги остави ДУИ сами во тој обид да раскажат тоа што имаат во парламентот. Таа одлука ја поздрави денеска и ВМРО ДПМН. Паралелно со тоа, очигледно, се повеќе време ќе трошиме да проверуваме биографии, фалсификати и потполно нејасно однесување на оние кои што треба одговорно да поставуваат луѓе за институти кои ги сметаме за исклучително важни, особено за ранливите прашања после старото искуство со прислушкувањето. Епизодата со изборот на нови членови на Граѓанскиот совет за надзор на ОТА е уште еден совршен пример за тоа како можете еден совршено осмислен институт кој што треба да го внесе експертскиот и невладиниот надзор над институцијата да го претворите буквално во партиско дувло. Но не е само тоа проблемот. На парламентот се почесто му се случува да му се поткрадат биографии кои се надворот од разумот и податоци кои само за нив може да бидат релевантни да се крене рака. Се разбира, под институционалниот радар се уште се кријат одговорите за избраниот директор на Агенцијата за национална безбедност, а некаде во кујните на владата и незините експерти се подготвува така наречената трансформација на службите или нивното спојување во една мега служба. Колку може да биде ранлива безбедносната заедница, а таа е можеби нашата клучна алатка во размена на информациите со нашите надворешни партнери. Не е нова вест дека беше разорена прилично долг период и дека незината консолидација требаше да тргне низ вистински избор на луѓе со прилично чисти биографии кои ќе можат да го одработат исклучително важниот сегмент за безбедноста на земјата. Што всушност не се случува и колку во сето ова има политика, глупаво партиско кадровирање или можеби посериозни прашања, вечерва мои гости на Вин-Вин се пратениците Оливер Спасовски, СДСМ, добро вечер. Добро вечер. И пратеникот Павле Арсовски од Знам, добро вечер и за вас. Добро вечер. Да видиме прво реклами, па тргнуваме со емисијата. Да, одиме со емисијата. Господине Спасовски, СДСМ одлучи директно да не биде тоа слободен избор на пратениците, дека нема да ги поддржи интерпелациите во собранието кој што ги поднесе ДУИ, без многу елементи околу тоа што всушност мисли што се случува, со една оценка дека ова не е вистинскиот пат и дека ќе беше подобро да се одржи таа лидерска средба што ја бараше СДСМ и на тој начин можеби да се испратат поверодостојни или порелевантни пораки. Оти, освен истрагата на Министерството за внатрешни работи, што на вистина се случило, политиката ја останува на истото ниво како и верските заедници да подели апели. Социјалдемократскиот сојуз одржа извршен одбор, практично ова одлука или тема за која што сметаме дека е навистина значаен моментот и треба да се разговара на органите на партијата и токму сите овие аспекти кои што
задираат во нарушувањето на меѓуетничките односи, ескалација на состојбите и така натаму, анализа на тоа што досега беше најавувано цело време, се носеше и одлуката во однос на тоа дали треба и дали има оправданост да се поддржат интерпелациите или воопшто не. И затоа ние сметавме дека во овој случај нема да ги поддржиме интерпелациите кои што ги поднесе Демократската унија за интеграција, заради тоа што тоа не се причини кои што се доволни. Знаете, ако разговараме, може би има милиони една друга причина заради која што ќе треба да се седне и да се разговара во однос на тоа каде се пропустите во делот на секторите, дали тоа безбедносниот сектор, па може би некој друг. Низ тие аргументи, тогаш заради сет што се случуваше во изминатиот период, може да разговараме за одредена одговорност. Меѓутоа, да разговараме сега за одговорност во услови во кои што се креира една ваква состојба, а нам ни е познато многу добро креирањето на конфликтната состојба помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, и секогаш кога тие мислеа само на себе и на градењето на собствениот рейтинг, имаше од едната страна големи македонци, патриоти и така натаму, од другата страна големите албанци. Се труеа деца во училишта, има се ножеви по автобуси. Такви конфликти. И токму тоа се причините затоа што сметаме дека, знаете, ова не е веќе политика. И ако зборуваме дали политиката сега ги меша прсти, ова е едно класично политиканство преку кое што сака да се билдат одредени позиции. СДСМ наистина смета дека сериозен државнички пристап мора да се има на оваа тема, посебно заради тоа што меѓуетничките односи се чувствителна тема, дека палењето на искра на тлото на Македонија воопшто не е наивна ситуација и дека тоа можеме, затоа што минатото ни го покажува тоа, кога сакаа да се палат одредени тензии, дека настануваат големи конфликти, и затоа повикавме на лидерска средба да се седне, да се разговара и тука да се отварат сите овие прашања, да се повика на смиреност, да се повика на разум во однесувањата. Меѓутоа, очигледно и одбивањето од страна на ВМРО и од страна на владеачките партии да се одржи лидерската средба, укажува на тоа дека нема еден сериозен пристап кон менеджирањето на овие состојби. Тоа, впрочем, се покажи со самата најава на тие нереди кои што ќе ни се случуваат, или дестабилизација на Македонија. Сами бевме сведоци. Премиерот најавува дестабилизација на Македонија, од септември тоа ќе ни се случува, без да каже кој планира да ја дестабилизира Македонија. Ако тоа не можеше да се каже, да каже дека барем службите отвориле постапка против тие кои што ќе ја дестабилизираат Македонија и така натаму, па председателката на државата ќе рече нема индиции дека имаме нарушување, па нема потреба од Совет за безбедност. Една целосна какафонија во целиот овој период, кој што мислам дека се користи само за да се јакнат одредени политички позиции во структурите. Господин Арсовски, ова беа провокации, би се рекло, со низок интензитет, кои одеднаш донесува политичка последица во смисла дека четворица ќе бидат на таргет во собранието, зашто ДУИ смета дека е доволно да се разговара за нивните оставки или за нивната смена. Ако премиерот знаел дека нешто таму се готви, би требало ДУИ да се обиде на секој начин да демонстрира дека не е дел од таа приказна, но како тргна паралелната истрага, кои се луѓето што се уапсени, колку фотографии имаат со водачите од ДУИ, и оваа брза реакција на ДУИ да ја донесе темата во собрание со посочување кои се министрите кои треба да одговараат за таа ситуација, ви говори ли вас за едно сценарио во кое ДУИ нема проблем да се разговара колку тие се внатре во оваа приказна, меѓутоа на повисоко ниво го дига прашањето како се поставило Министерството за внатрешни работи, првиот подпредседател на владата, министерот за политички систем, и да ја подигна на ниво на политичка одговорност на луѓето од моноетничката влада, претпоставам, пошто овие албанци кои ги наведуваат тука се веројатно анонимизирани. Па видите,
Не се случило подолго време во Македонија да имаме толку големо и стабилно парламентарно мнозинство кое поддржува владата. Значи, над половина милион граѓани, гласачи, стојат позади ова владеачка коалиција. Апсолутно во изминатиот период, наназад месеци, можеби година и две, нема никакви причини и потреби за да доаѓаме до ваква ситуација, да улиците ни горат, знамињата горат, да се подпалува етничка и верска омраза. Премиерот во неколку наврати најавуваше дека постојат такви информации. Верувам дека е тоа производ на службите кои што се работат. Тоа немаш многу има врска со стабилноста и мнозинствата. Очигледно е дека ова е се конструирано, добро осмислено, да се искористи еден етнички набој за време на празникот, денот на албанското знаме. Меѓутоа, мислам дека тие што тоа го планирале имаат малку се разочарани, бидејќи органите на редот и мирот, значи Министерството за внатрешни работи во минатото, во Македонија сведоци сме и искуството од 90-тите години, од настаните од Битпазар, од Мала Речица, од Гостивар, кога полицијата се обидува робусно и насилно да спречи одредени дејанија, доаѓаме до еден судир кој што се случува на улиците. Овие маси народ кои што беа очигледно инструирани да го прават тоа, позади нив имало и оружје, автоматско оружје. Замислите вие сега и полицијата да робусно, со сила се обидува да ја контролира така состојбата, ние ќе имаме на улиците и престрелки со огнено оружје. Ќе имаме веројатно и ранети и загинати, како и во минатото. Верувам дека тие што ја осмислиле оваа работа не очекувале дека Министерството за внатрешни работи така ќе постапи, ќе ја контролира состојбата, ќе ги документира сторителите на овие кривични дела, без оглед на тоа дали се случува палење на знаме на Република Албанија или албанско знаме, или од страна на македонците палење на албанското знаме и македонското обратно. И за секоја пофалба е дека Министерството за внатрешни работи уште истиот ден и наредниот ден точно ги лоцираше документирано тие сторители и ги има приведено. Така да верувам дека тие што го осмислиле настанот очекувале акција и реакција на полицијата за да овие дивења. Мислите дека планот бил поинтензивен конфликт кој што Па да, видете до сега во минатото може да ги ферментира повеќе тие политички наративи за кои се мислам дека и ова сега е една фрустрација на организаторите на овие настани, затоа што не ја добиле посекуваната реакција од македонската полиција и дека сега се бара нешто друго, се бара интерпелација на министерот. Јас сметам дека Министерството за внатрешни работи многу професионално, многу самоконтролирачки ја менаџираше состојбата тој ден и таа вечер и дека документирајќи ги настаните си превзеде мерки согласно законот, без оглед на тоа од која етничка припадност е сторителот на делото. Значи имаме приведени и албанци со македонското знаме, имаме приведени македонци кои го палиле и албанското знаме. Значи без разлика на етничка припадност. Не претендирајќи да тврдам дека може од друга изјава да се насети за што всушност зборуваме, директорот на Агенцијата за национална безбедност, толку колку што смее да соопшти, рече дека агенцијата имала информации, дека тие ги споделила, но со оглед на тоа што се класифицирани, повеќе од тоа не може да каже. Со оглед на тоа што добар дел од изведувачите се буквално малолетни лица без можеби никакво и полициско досие, повеќе од јасно е, дали сум во право, дека оваа изјава цели дека Агенцијата за национална безбедност имала информации кои одат подалеку во хиерархијата, не овие деца малолетни кои беа изведувачи, туку можеби тие кои што на некој начин стојат за тоа оркестрирана режија. Смеам ли така да логицирам? Видете, ние можеме нели да логицираме на секако можен начин и тоа што практично го слушаме во јавноста. За мене каде е проблемот? Првичниот проблем јас го посочи во тоа дека најавата на премиерот на државата дека ни се подготвуваат одредени дестабилизации на државата
во периодот после формирањето на владата за многу скоро време, претпоставувам и јас дека имало информации од службите, се поставува прашањето зошто не се превземаат одредени действија од кривично правен аспект за да тие организатори бидат спречени. Знаете, агенциите за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, разменуваат податоци, информации, тие се задолжени да ги информираат луѓето од државниот врв и на основа на тоа да се крои стратегијата како ќе се постапи понатаму во овој период. Ако ние сме имале една таква ситуација, дека одредена група на луѓе, дали тоа политички субјекти, дали се поединци, дали е друга структура и така натаму, подготвува одреден акт на дестабилизација на државата, ние не треба да го чекаме, односно институциите не треба да ја чека дестабилизацијата. Тоа исто како да имате информација дека ќе имаме денеска... Да, вака звучи глупаво како дека премиерот ни најави и еве ние ќе чекаме, а не дека тоа е во пирамидата на институционална одговорност која треба тоа да го спречи. Ќе имаме терористички акт на одредена локација и ние ќе излеземе во јавноста, да, знаете дека имаме информација дека ќе имаме терористички акт, ама сега ќе го чекаме да се случи, па после ќе реагираме. Тоа е едната работа. Втората работа, добро е што се превземаат дни за начекор да се расчистат состојбите. Во смисла на приведување, во смисла на детектирање на оние кои што тоа случај. Меѓутоа, за мене е нејасно прашањето. Ако имаме веќе изјава од директорот на Агенцијата за национална безбедност во која што вика дека ние имавме такви сознанија, прашањето е кои се чекорите кои што беа превземени и дали воопшто се превземаше нешто за да дојдеме во една таква ситуација за да се спречат овие настани кои што ни се случуваат сега. Не зборувам само за настаните со палењето на знамињата или пукањето во текот на денот на прославата. Вие имате состојба, да речем, постконфликтна од првиот ден во која што следуваат нови, а тоа е палењето на автомобилите и на тој локал во Куманово. Значи се продолжува со една таква динамика на активирање. Од друга страна реков, Советот за безбедност не заседаваше заради тоа што претседателката извести дека немаме ние информации дека нешто ќе се случи. Во јавноста барем не излезе информацијата, јас не ја имам таа информација дали воопшто е конституиран и заседава Советот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Македонија. Тоа го води премиерот и тука се сите директори на служби и министри во владата, за да преку тие информации, преку тие продукти кои што ги даваат Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и другите служби, аналитички пристапат кон целиот овој случај за да не дојдеме до една таква состојба. Меѓутоа, како и да е, клучната работа е дека истрагата мора да биде брза и ефикасна, да ги видиме не само сторителите, туку да видиме кои се мотивите. Затоа што логицирањето, како што рековте и самите ваше, во однос на тоа дали во тие информации се надзира организаторот, кој е тој што ги подготвувал и така натаму, а овие биле само извршителите, тоа е многу важна работа. И таа не може да се соопшти во јавноста, сигурно, меѓутоа доволно е дека се знае дека имале информации кои што ќе доведат до одредени конфликти. Така да, на основа на тоа треба превентивно да се постапува, не само реактивно. Ова мисля дека ко добра врска, бидејќи два пати споменувате тие што треба да ги споделуваат информациите се Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, оти не е исклучено дека тоа може да подразбира пенетрација на одредени радикални групи и однадвор, некаков хибрид на некакви луди комбинации и дека е сосема известно дека тие информации треба да се разменуваат, вклучително и со пријателските служби. Сега ситуацијата изгледа дека како таму се да е помалку затворено во смисла на дискусија или по мојата логика остави Нечепка и не ја споменува и Анаба, не ја споменува Агенцијата за разузнавање, таман ги наместивме коцките да паднат под институционалниот радар и директорот на Агенцијата за национална безбедност и заменикот во Агенцијата за разузнавање, да успееме да ги извлечеме и од собраниската дебата. Комисијата ќе треба да чека пратеникот ЗЕД да добие безбедносен сертификат,
и од ДКСК, за која не разбирам што чекаме во целиот овој период, и повиците дека обвинителството независно од овие институции може да постапува, повеќе од јасно е дека директорот ќе успее да стигне и да стане асистент на факултетот, се додека нема никаков одговор од надлежните институции, ама целата оваа расправа се затвора во некакво чекање, можеби дека ќе ни треба само доволен период да го видиме тој текст во кој мега службата автоматски ќе го тргне настрана и Бојан Христовски, некакви други ликови, бидејќи таа ќе бара друга структура и други именувања. Сакам да речам како и со која динамика да стигнеме до тој законски текст кој што ќе треба да го видиме за служба која треба да ги спои сите постоечки. Маливе држави, малобројни држави, па и они од средна големина, најчесто се определуваат за модел каде што службите за безбедност и за разузнавање, внатрешната и надворешната, ги кооптираат во една служба. Тоа не е можно кај големите држави кои што имаат огромни служби, иако имаме примери, еве и во Соединетите Американски држави негде после 11 септември и тие покрај сите тие служби формираа некои нови за да ги координираат работите на службите, за да во таа координација не се изгубат најважните информации. Во делот на тоа кој модел ние треба да го завземеме, најголем дел од држави од наша големина и нешто поголеми, како Хрватска, Словенија, Балтичките држави, Холандија, па еве и Грција, се определува за систем на спојување на двете служби, внатрешната и надворешната, за безбедност и разузнавање во една. И јас сум лично на ставот дека е тоа добар модел, бидејќи лично го познавам или непосредно го познавам, ја познавам службата во Хрватска, каде што бев на специјализација и така натаму, меѓутоа овој процес на спајање мора да исполни два многу важни услови. Првиот е да се формира стручен надзор над таа служба, стручен надзор кој би бил при Советот за безбедност на претседателката, и втората работа е начинот како се избира првиот човек на таа служба. Кај хрватите, например, во Хрватска е тоа регулирано со супотпис, предлог да биде и од претседателот и од премиерот, околу кој двајцата ќе се договорат или двете личности ќе се договорат, и потоа оди на парламентарната комисија, на интервју, на поминување, и идеално би било да има подршка и од парламентарната комисија. Значи, тие два услови во овој процес на реформата мора да се исполнат: стручниот надзор над службата покрај парламентарниот, покрај Советот за граѓански надзор, и второто е начинот како првиот човек на таа институција и една институција би се избирал, мора да биде во согласност со двата носители на двете највисоки функции, претседателот и премиерот. Господин Спасовски, никогаш не ми биле блиски изборот кој што вели погледни држава со прилика слична големина. Тоа не функционира во ниеден дури модел. Дури ако сакате да анализирате здравствени модели, се разбира, не треба да полудите да се споредувате со Словенија, иако по бројот на жители тоа би требало да биде од прилика прифатливиот модел за нас. Имам впечаток дека токсичното искуство овде со службите, границите до кои ние дојдовме во злоупотребата на човековите права, обидот на посредување на странците, обидот да има противтежа на силите. Директорот на агенцијата го избира шефот на државата, директорот на АНБ го избира владата. Недостасува овие елементи, како се вели, за комплетниот надзор. Вие држите комисијата во која некои членови немаат безбедносни сертификати, а всушност би требало да ја вршат улогата за надзор во службата, и тоа не е нова приказна во која сакате да го затворите парламентот и да го тргнете настрана од контролата. Дали всушност во ситуација во која владата си дозволи Бојан Христовски да може да стане со ваква биографија директор на Агенцијата за национална безбедност е првиот знак, и заменичката во Агенцијата за разузнавање е првиот знак дека ние можеме да имаме проблем во тоа како луѓето ја разбираат безбедносната заедница и што всушност таа да може да представува и колку може да биде опасност во ситуација кога таа ќе биде споена на начин на кој што предвидува. Во однос на чекорите кои што се превземаат
или најавите кои што не се во тек во однос на спојувањето на службите, именувањето на кадровските решенија и така натаму, јас само ќе кажам дека таму каде што се застана со раководење на таков начин со службите до 2016-17 година, се сака да се продолжи. Ние знаете дека реформата тогаш беше спроведена на основа на сите забелешки кои што беа од страната на групата на Прибе и укажувањето на целосно непочитување или кршење на човековите слободи и права. Сега, кога зборуваме за искуства на другите земји од регионот, од европските држави, од светот, ако сакате, тие се добри да се споделат искуства, за да видиме што е тоа што би било применливо на еден наш модел. Меѓутоа е најважно државата да си концепира свој модел кој што нема да се разликува од моделите кои што се во европските развиени држави или, ако сакате, од семејството во кое што ние целиме. Меѓутоа многу важен треба да биде политичкиот контекст, не само актуелниот, туку и да видиме што е тоа што сме правеле претходно. Ако погледнете било каде во окружувањето, вие, зборувам за држави и за кои што ги спомнавме, и Хрватска, и Словенија и така натаму, никогаш сме немале таму ситуација во која што драстична злоупотреба на службите заради партиски бизнис или какви било други цели. И токму заради тоа, од самиот старт при формирањето е направена на разграничување на надворешната и внатрешната служба, едната управата за безбедност и контраразузнавање што беше во составот на МВР или агенцијата за разузнавање, да има еден баланс помеѓу тие две позиции. Едните се под директна контрола на претседателот на државата, втората служба е под контрола на владата. Сега кога се правеше реформата, клучно беше да направиме реформа во системот на следењето на комуникациите и тогаш се формира оперативно-техничката агенција. И тоа е сличен систем кој што го имавме со Хрватска, заради тоа што ти има таму оперативно-технички центар. Иако морам да кажам дека најголемиот дел од експерти кои што во тој момент ги консултиравме, европски експерти, укажува на тоа дека никаде во европските земји не се прави еден таков центар посебен, туку дека тоа може да се направи во постојните институции. Меѓутоа, знаејќи како и на кој начин се злоупотребуваа овие системи, ние решивме дека ќе се направи оперативно-техничката агенција и тогаш кога разговаравме за таа оперативно-техничка агенција, рековме дека мора да имаме широк политички консензус. Затоа изборот на директорот е со двотретинско мнозинство. Сега, јас ги слушам најавите и овде не станува збор само за спојување на двете служби, на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, туку спојување и на Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации. Тоа е еден систем во кој што сака, значи, секој еден од овие служби имаат своји надлежности, ингеренции и така натаму. Меѓутоа, националниот авторитет кој што ќе се грижи за безбедноста на класифицираните информации во најголемиот број, или ако сакате во сите држави, постои како владино тело кое што практично е мониторинг на овие служби кои што ги имаме. Самата најава на сегашниот директор на АНБ во еден негов Facebook статус дека ова ќе биде последниот роден ден на Агенцијата за национална безбедност, укажува на фактот дека ќе се оди кон укинување на службите, односно кон спојувањето и формирањето на нова служба. Сега никој тоа не го бара од Македонија. Сега немаме група во која што се утврдува дека тоа треба да се направи заради тоа што се направи претходно реформата. Сега дополнително низ овој процес повторно се праќа пораката на сите вработени и во АНБ и во АР, или ќе се построите во текот на реформата позади нас, или ќе имате проблеми во однос на селектирањето кој што ќе се прави за новата агенција, се создава една неизвестност, наместо да се работи, односно тие луѓе да се ангажираат и да работат за државата, тие повеќе ќе мислат каде ќе биде нивниот статус во наредниот период. И навистина мислам дека што и да се понуди како предлог, тој предлог мора да биде сериозно разгледан, да се вклучи научната, стручната јавност, да се вклучи невладиниот сектор, да имаме инклузивност на целиот овој процес. Дали така ќе биде, најавите до ова сега што ни се случува, мислам дека нема да биде, напротив, мислам дека ќе се води на некаква носење на законски решенија на брза лента за да се формираат институциите кои што очигледно сака да бидат померка на оваа владеачка структура. Господин Арсовски,
дека постои некаква група која веќе работи на текст, информира медиумите, дека околу тоа прашање се занимаваат и луѓе кои имаат сериозно експлицитно искуство со најтажната фаза кога УБК беше во составот на Министерството за внатрешни работи и веројатно ќе остане дека тој закон ќе мора да ги помине фазите на јавна расправа и се останато откако ќе биде донесен во собранието. Од тој момент не може да се побегне. Но ова зашто зборува Спасовски очигледно нема да се случи, а тоа е за намерите, концептот, дали е тоа сега вистинскиот момент, кои се нашите ранливи точки, што е точната диагноза за функционирањето на службите, веројатно нема да се случи. Имаме ние во минатото ситуации каде што председателот и премиерот не беа од иста политичка партија. Агенцијата за разузнавање под председателот го информираше председателот со одредени сознанија, должни се тоа да го прават и кон премиерот, дали истите извештаи иделе, многу често и не. Истиот случај е со УБК која е под премиерот, какви информации председателот како врховен командант на вооружените сили добивал. И во една ваква ситуација сметам дека е добро да се оди кон реформа, понатамошна реформа, таа реформа на безбедносниот разузнавачкиот сектор е почната 2019 година. И кога разговараме со партнерите кои што не асистираат во овој процес, тие не велат не, наша е одлуката. И ако одлучиме да не ги спајаме, ќе продолжи да функционираат како и досега. Ако решиме да ги споиме, ќе имаме една служба интегрирана, ќе имаме, да кажем така, на едно место рационализација на човечки ресурси, материјални ресурси, еден извештај кој што ќе оди кај двајцата носители на власт, и премиерот и председателот. Но повторувам уште еднаш дека е многу важно во оваа реформа да се добро осмисли советот, односно секретаријатот кој што ќе врши стручен надзор над оваа агенција, па и ова што го спомна колегата Спасовски, дирекцијата за безбедност на класифицирани информации треба да биде надвор од оваа агенција, веројатно во тој некој секретаријат. Така да сметам дека е тоа за нас добро, затоа што ќе имаме една унифицирана структура која што ќе работи и дома и надвор, која што ќе работи извештаи кон двајцата носители на функции и нема да имаме, како и многу пати до сега, разни информации од разни институции кон разни носители на власт, него таа информација ќе биде една која ќе ја читаат тие што треба да читаат. Само кратко пауза за реклами, мораме подиме. Господин Спасовски, начинот на кој беше одбегната парламентарната расправа за Бојан Христовски, дури со една инсценирана полемика помеѓу председателот, моментни се случува со именувањето на членовите на Советот за граѓански надзор на ОТА. Таа помина чудна епизода, првиот состав се конституираше, не проработи, поднесо оставки, тогаш беше маткањето со финансиите и сега конечно имаме шанса да направиме избор. Мене навистина ме интересира како може да се случи вакви биографии да пролетат во кои има очигледни фалсификати и на ваков начин подценување на невладиниот сектор и експертите и тоа на Комисија за избор и именување да помине гладко како предлог до пленумот. Само кратко на почетокот во однос на предходната тема која што се однесуваше на реформите. Реформите започнаа 2017 година, реков, на основа на прибед. 2019 е формирана Агенцијата за национална безбедност и тогаш еден од предлозите беше можноста да се спојат агенциите. Меѓутоа, заради политичкиот контекст, ние одлучивме дека тоа не треба да се прави, да се создава еден гломазен конгломерат кој што очигледно може да биде злоупотребен, имајќи во предвид дека наназад не се случува повеќе пати злоупотреби на службата и за волја на вистината. Без разлика кој бил председател на држава или кој бил председател на влада, секогаш председателот на државата не се согласувал и се спротивставувал на тоа дека таа служба треба да потпадне директно под влада. Апропо тоа, аргументацијата дека продуктите, односно извештаите од едната или од другата служба не се праќале подеднакво на државниот дрв, не е така. Значи,
државниот врв ги добивал и од Агенцијата за национална безбедност и од Агенцијата за разузнавање. Јас сум бил еден од тие кои што на дневна основа сме добивале извештаи. Морам да кажам дека многу почесто сме добивали извештаи од страна на Агенцијата за разузнавање, отколку од Агенцијата за национална безбедност, меѓутоа за клучните теми сме добивали. Така да, оваа аргументација не може да биде аргументација за спојување на службите, затоа што и сега постои законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница со цел да може да се координираат. Сега, кога зборуваме за надзорот, многу важна работа на сите служби во светот е како ќе се воспостави надзор за да тие работат на демократска основа без да бидат злоупотребувани. И сега, знаете, и во минатиот период и во екот на најголемото прислушување, би рекол, во Европа, што се случи во Македонија, тогаш имаше комисија за надзор која што можела во секој момент да отиде да направи надзор или така наречено кафе пиење, како што го викаат пратениците, и на крајот да констатира дека се е по закон, а во суштина да имате сериозни пречекорувања на овластувањето во делот на прислушувањето. И сега, самото тоа по себе говори за фактот дека нема искреност во однос на воспоставувањето на овој систем. Советот за граѓански надзор или граѓанска контрола, кој што сега е предложен и треба да се избере од страна на собранието, ја покажува таа, би рекол, политичка волја во наводници, дека во суштина не треба да имате луѓе кои што ќе ги контролираат службите, туку треба да имате луѓе кои што ќе им погодуваат на службите во секаков услови на превземање на било какви позиции. Така да, јас очекував, например, овој процес, зборувам за парламентарниот, беше воден под покровителството на ДИКАФ цело време за креирањето на граѓанскиот надзор, на парламентарната контрола и така натаму. Се вложи многу труд во изминатиот период, се со цел да се воспостават механизми во кои што ќе имаме лица кои што може да бидат вклучени, кои што не се оптеретени политички. Да, претходниот состав на Советот не проработе заради тоа што во суштина финансиските прашања беа приоритет во однос на работата на Советот, мораше да дојде до промена на законското решение, меѓутоа сега кога веќе е воспоставен тој модел законски за да можат тие луѓе да бидат во овој граѓански совет, ние се соочуваме со една ситуација во која што оние кои што работеа да се воспостави механизам на граѓанска контрола, кои што работеа на експертско ниво, дури работеа и за ДИКА во тој не може да го поменат сите тоа. Нешто не може да го поменат. Тие не беа земени во предвид воопшто дека треба да бидат дел од граѓанскиот совет и исклучиво предлозите се чисто партиски предлози кои што се наоѓаат во граѓанскиот совет. Сега, дали изборот, некој ќе рече, треба да оставите време, како што говорат парламентарното мнозинство, па да видиме дали ќе имаат ефективна работа или не, па тогаш да цениме. Меѓутоа, суштината е во довербата. Дали ние ќе имаме доверба во една институција која што треба да ги контролира службите, а овде не станува само збор за ОТА, вие два пати потенциравте дека е ОТА, туку на целиот систем на следење на комуникациите. Значи, и АНБ, и другите органи за спроведувањето на законот, Министерството за внатрешни работи, Царинската управа, Финансиската полиција, сите тие со барањето до обвинителство и наредбите кои што ги дава судот, како една целина на целиот систем на следење на комуникации, од една страна, и второ, работата на безбедносните служби. Сите кои што може да бидат корисници на услугите на ОТА. И втората комисија, која што е за контрола на безбедносните служби, зошто? Заради тоа што тие може да работат пак со тактичката опрема, во која што исто така може да дојде до следење на комуникациите, меѓутоа не е во системот на следење на комуникациите. Така да, мислам дека од старт се фрла едно црно петно на целата оваа комисија и се покажува дека нема политичка волја или нема политички капацитет демократски ова парламентарно мнозинство да избере луѓе кои што ќе можат да се посветат на еден соодветен стручен надзор и граѓански надзор во името на граѓаните и да тој надзор биде објективен и да расте довербата кај Господин Арсовски, јас предлагам да го видиме прилогот на колегата Миомир Серафимовиќ за што точно се работи во последната одлука на Комисијата за избор и именувања, па ќе ви дадам вас збор, иако не сте дел од таа приказна, како всушност го разбирате ова.
По дефиниција е непартиски и со граѓанско-експертски состав, но во Советот за граѓански надзор, задолжен за надзор врз мерките на следење комуникации, има најмалку 5 партиски активисти и членови, сите од партии на актуелната власт. Нивните биографии не го откриваат партиското портфолио, но не ни сокриваат дека станува збор за луѓе кои имаат скромно искуство во област. Верувам дека со моето искуство, знаење и желба за придонес во подобрувањето на медиумскиот сектор ќе бидам активен член и од полза на Советот за граѓанска контрола. Вака својата биографија ја завршува магистер Илче Димовски, кого владеачката коалиција во брза лента го помина на Комисијата за избори и именувања во Собранието и го предложи за председател на Советот за граѓански надзор. Но Советот нема ингеренции во медиумскиот сектор за што се пријавил Димовски, а кандидатот го погрешил и името на институцијата за која конкурирал. Владеачките пратеници го избра Димовски, кој до пред неколку години држеше и партиски пресови во седиштето на ВМРО ДПМН во Битола. Има завршено 2 факултети, јавна администрација во Битола и правен факултет во Кичево. И двата со ист просек, 6,62, а во Битола нема регуларни 240 кредити, туку еден повеќе. Избран е како представник на невладин сектор, за што приложил препораки. Во Советот се избрани и Никола Затуровски од Струшко Враништа, поранешен член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, по професија наставник по математика. Актуелниот советник од ВМРО ДПМН во Кочани, Мирче Стојков, кој е наставник по историја, исто така е предложен за член. Четвртиот партиски експонент во Советот за граѓански надзор е Благоја Стојановски, машински инженер кој е предложен како експерт за надзор врз прислушувањето и за заштита на човекови права. Од 2011 до 2016 бил пратеник од СДСМ, но заминува во знам, чиј кандидат за пратеник беше на изборите во мај. 7 месеци подосна, сега како експерт, е избран од владеачкото мнозинство на Комисијата за избори и именувања и е предложен да стане член на Советот за граѓански надзор. Приложил документи дека учествувал во изработка на софтвер за проценка на состојба на корозија кај цевководи. Најинтересната пријава ја има хемичарот по струка, Нафис Ќазимовски, кој на рака и на 28 октомври, при крај на конкурсот, напишал пријава и се кандидирал. Предложен е како член на граѓанскиот сектор, но нема препораки, туку лично навел дека има долгогодишно искуство. За член е предложен и разрешениот врховен судија Стојан Черибарев, кого судскиот совет го разреши пред 3 години, поради сомнежи дека како веде председател на Скопскиот кривичен суд, местил и делел предмети рачно на подобни судии, наместо преку компјутерскиот акмис. Овој детал го нема во биографијата која доставил до Собранието. Единствен член од академската заедница е професорката од Факултетот за безбедност Катерина Крстевска-Савовска. Од 2005 е вработена на факултетот во Идризово, а има работно искуство и во МВР во Интерпол оделот. Тоа е листата за која се одлучи Комисијата за избори и именувања. Нема да ги споменувам другите за кои делумно спомена господин Спасовски, кои дури не беа ставени на гласања, имаат сериозно искуство додека се договараше целиот овој процес. Кога не би биле пратеник на знам и кога би го наблюдувале однадвор, ваква една листа за тело за кое што се вели дека треба да бидат членови експерти или представници на невладините организации кои се бават со прашањата за безбедност и човекови права, не ли ми личи колку е подценувачки кон таа експертиза на овој цел еден невладин сектор на ваков начин партиски луѓе буквално да поземат таа привилегија и да седнат во ова тело, настрана парите, некаде се близу 1500 евра плати. Ќе ви исправам, не дека сум надвор од процесот, сум во процесот, председател сум на Комисијата за безбедност и одбрана и член сум на другата Комисија за надзор над следење на комуникациите. За волја на вистината, во изминатиот период, заедно со ДИКАВ, со Женевскиот центар, и јас и колегата Миле Талевски вложиме многу напори да го промовираме овој процес, да ги охрабриме луѓето, да се пријават, имајќи во предвид како заврши претходниот состав на комисијата од 2019 година, и направиме се за да има одзив и да има кандидати, да може надлежната комисија да работи на нивниот избор. Овој наратив што го слушаме и од вас и од колегата Спасовски, ако малку прелистате низ годиниве назад, земете 2019 година, ќе видите што се пишувало за составот на првиот состав на Советот за граѓански надзор.
исто се случувало, исто се пишувало, само актерите биле променети. Едните СДСМ бил на власт, а ВМРО бил во опозиција. Во тој процес, да ја подсетам и вас и граѓаните, од 8 кандидати, избрани се 7. Од 8 кандидати се избрани 7. И тоа председател и 20 членови веднаш и дополнителен оглас за уште 4. Вкупно 8 кандидати за 7. Сега не знам точно колку имало, меѓутоа слушнав дека бројката е така поголема, импозантна и добро е луѓево да се охрабрат и да кажем, конкурирали. Законските пречки се отклонети. Јас не би носил суд веднаш на прва како ќе работи овој совет. Треба да им се даде шанса, да се види. Биографиите, овакви или онакви, исполнуваат стандарди кои што се дадени. Движење Знам беше спомнато. Движење Знам... Ако напишете дека имате 241 неката са кредит, вие освен што лажете елементарно, предпоставам не знаете колку кредити носи секоја година на Дозволете, од овие сите што се спомнати тука, го знам само Благоја Стојановски и ќе го исправам вашиот колега, тој не е член на партијата Движење Знам за наша Македонија, тој бил последен пат член на партија на Социјалдемократскиот сојуз, кога бил и пратеник. Од тогаш не е политички активен. Тој е поддржувач наш, активист во целиот процес на формирање на Движење Знам како политичка партија, но не е член. Ние како партија, сакајќи да го искористиме неговото и професионално искуство и човечки квалитети, му понудивме да биде на листа на Движење Знам на претходните парламентарни избори. И тој прифати под еден услов, да биде последен на листа. 20 на листа, меѓутоа беше зафатено местото, па беше 18. Така да тој не е член на партијата, поддржувач е на Движење Знам, но си е експерт во неговата област и не се сомневам дека професионално ќе работи. Ова не е само наратив и сега ако правиме споредба и да ги банализираме работите дека исто било и претходно, еве да кажеме кои беа членовите претходно. Професор доктор Гордан Калајџиев. Немам никаква намера нивните кариери да ги доведу во само сакам да направам корелација. Што се случувало во јавноста и политичките партии. Ако имаме професор Калајџиев кој што и сега беше поставен како член на комисијата во рамките на председателството за помилување, значи човекот кој што е стручен во областа. Маргарита Цаца Николовска и да не зборуваме луѓе кои што биле други. Апсолутно е тоа. Сега, не можеме да го споредиме Калајџиев, Маргарита или било кој друг, например со Илче Димовски. Тој викаме, ајде што е секретар на општинскиот комитет на ВМРО и така натаму на пресконференција. Ќе споделам еден Facebook статус, мислам дека е ова, од пратеничката на ВМРО Олга Лозановска. Вели, денес ми беше чест да пијам кафе со моите сопартијци, со луѓето на кои партијата ВМРО ДПМН и ПРЦ. Александар Мурговски, Илче Димовски, Никола Котевски и така натаму, и им благодарам за соработката и почита. Или самото пишување во биографијата, заради познавањето на работата на медиумите, јас учествувам, ќе бидам добар член во надзорна комисијата. Веројатно, предпоставувам, може би му најавиле дека треба да биде во АВМУ член, па биографијата била запишана така. Имаме судија кој што е разрешен, врховен судија кој што е разрешен, заради одредени неправилности и така натаму во работењето, ние го имаме секако член во Советот. Па имаме координатор или организационен секретар, како што овде го пишуваат во објавите господинот Затуровски и така натаму. Тоа само покажува дека, веројатно, најголемата експертиза ќе биде во тоа како да се заштитат оние кои што се носители на функција, се предложени од актуелната власт. Така да, мислам дека не беше намерата на формирањето на граѓанскиот совет за да ние дојдеме и ги поставиме сите наши партиски експоненти. Па ти партиските луѓе ги имате во собраниското тело, која е логиката? Намерата на овој совет, граѓанскиот е да ги представуваат и да ги штитат граѓаните. И низ тие кариери нивни кои што поминале во граѓански сектор, експертска јавност и така натаму, да ги завземат овие позиции. Инаку, знаете, може да се отворат милион други места ако сакаме да ги задоволуваме потребите на партиските наши членови и така натаму.
Тоа е исто како наоѓање на мана за националните координатори, кои што беа во претходните влади кои што ги предводеше Социјалдемократскиот сојуз, со 300 изјави, ставови и така натаму, поградни искажувања за тие луѓе, за да денеска имаме само промена на лицата кои што се национални координатори за истото ниво. Тука говораме за една таква состојба која што имаме и која што нема да ни ја гради довербата во институциите на системот. Така да, да, логично е да се побара време да видиме како ќе работат оваа комисија и така натаму. Меѓутоа, и кога ќе го дадеме тоа време, јас лично и многу луѓе и граѓани веројатно влегуваат со скепса заради тоа што не можеме да очекуваме дека нешто ќе се случи кое што ќе биде во заштита на граѓаните и граѓанскиот интерес ако вака ги бираме кандидати. Јас воопшто не разбирам што значи тоа да им дадеме време да пробаме. Е повеќе од јасна намерата кому требаше да му припаднат овие места. Е повеќе од јасно дека долг период, независно што прават политичките елити, политичките партии, ви имате цел еден блок во невладиниот сектор кој апсолутно создал еден сериозен континуитет, експертиза, однос кон ова прашање. И ова е таква шлаканица кон невладиниот сектор и експертите да едноставно не можам да ја разберам реченицата дајте да видиме, да пробаме, да им дадеме шанса. Зошто би му дале шанса на некого кој пишува на рака апликација и кој самиот се представува дека доаѓа од невладиниот сектор или има поддршка од невладиниот сектор по прашањето на безбедноста и човековите права. Ова е неверојатно ругање на создавањето на еден институт кој што требаше да ја направи сигурноста и балансот евентуално кон можноста дека пратеничката комисија, собраниската комисија може понекогаш да биде заглушена од интересите на политичките партии. Не е така поставено. Значи, во нашето собрание таа комисија секогаш ќе води кандидат председател од опозицијата и тој парламентарен надзор е многу важна алатка во контролата на следењето на комуникациите и другата комисија која ги следи службите. Работата на службите. Да. И овој Совет за граѓански надзор е навистина една дополнителна, да кажеме, алатка или гаранција граѓанска која ќе му асистира или на своја рака по законот е пропишано. Ама сега гледаме дека алатката не е граѓанска. Тоа е проблемот. Јас не би носил заклучок однапред. Значи, комисијата си ја има сработена работата, ќе дојде тоа и на пленарна седница, ќе дискутираме, ќе видиме. Имало кандидати, не знам точно колку, меѓутоа имало доволно кандидати за комисијата да може да ги разгледува апликациите. Јас би носел одлука, односно став, тогаш кога ќе видам дека Советот навистина ќе почне да работи. А пропо оној претходниот состав, со сиот респект кон првите луѓе од таа комисија, другите не ги познавам, тие немаа ни шанса ни да почнат да функционираат, бидејќи не беа решени сите други прашања, од просторни, технички, финансиски и така натаму. Сега се створени сите услови да тој совет почне да работи. Комисијата треба да распише оглас за ангажирање на технички експерти, надворешни експерти за потребите на комисијата, но и за потребите на Советот за граѓански надзор и да оставиме малку време и времето ќе покаже дали се квалитетни или не се квалитетни. Како ќе се поставите вие ако дојде на пленарна седница може и како и ситуацијата за нас е чиста работа во однос на изборот, ние го кажуваме и својот став и на работата на комисијата за избор и именување. Одржавме и пресконференција заради тоа што ова е една груба партизација која што ни се случува токму на Советот за граѓански надзор. Да, нема велиме нема да се носи заклучок. Заклучокот е донесен, затоа нема да се носи. Кога имате вие комисија за избор и именување со такво мнозинство парламентарно кое што го има, се предлагаат кандидати од сите таму над 30 кандидати кои што се со луѓе има со навистина импозантна биографија, експертиза која што имаат и во невладиниот сектор и во научната област и така натаму, се бираат најчистите партиски решенија. Тоа е повеќе од јасно дека се прави една груба партизација и навистина
Јас не можам да најдам ниту еден член кој што е предложен во рамките на составот, за кој што можеме да кажеме дека нема некаков конфликт на интереси. Дури во прилогот, по кој што имаме дека една професорка е кандидат за член на Советот, и тука јас отприлика имам своje видување зошто е член на Советот. Можеме ли да го споделиме видувањето? Па, ако е продекан на Факултетот за безбедност, на кој што се вршат сега избори за професори и за асистенти на тој факултет, очигледно е дека се работи по принципот ти мени војводо, а теби сердаре. Савска ќе учествува во изборот на Бојан Христовски за асистент, а преку оваа комисија всушност ќе треба подоцна условно независно. Јас не такви комбинаторики, ние сме премногу мала држава и сите се знаеме, сите сме во некакви релации. Не би влегол во такви комбинаторики, дека ако е професорката избрана, има во некаква позадина нешто друго. Имаше многу професори од Факултетот за безбедност, затоа ви кажувам. Имаше многу професори од Факултетот за безбедност кои што беа на списокот на кандидати. Ја не сакам да ги спомнувам, меѓутоа не се спори ниту стручноста, ниту ништо друго. Јас зборувам само за врските кои што постојат во целата ова комисија или во целиот овој состав, а тоа е партијата и ништо друго. Дали разбирате дека се ова ги декуражира изминатиот пат и напорите? Како да создадеме инструменти, како да избереме државна комисија за спречување на корупција? И таман велиме тоа е идеалниот модел, потоа негде во заднина овие кои што треба да ги оценуваат, ќе успеат да се договорат меѓу себе, повторно најдобрите нема да ги добиеме на таа листа. Ќе тргне комисијата, ќе избере кандидат за член на Советот на обвинители, ќе објави медиум фотографија дека тоа е првото лице до вице премиерот Меджити. Председателот на комисијата ќе го тргне за кратко името, веројатно додека да помине бурата, и едноставно за ништо сериозно суштински ние не сме глас на јавноста. Ние постојано треба да проверуваме за дрскоста во најбазичните податоци. Дали ги разбирате таа наша состојба? Ќе повторам уште еднаш. Фотографии на нас, сите нас тројца со некои луѓе во држава ќе најдете, а тие луѓе да се во некаква друга конотација. Ние сме јавни личности, се среќаваме со многу луѓе и можеме да се најдеме во ситуација да не има на некаква фотографија и таа фотографија после да се користи, да се прават конструкции. Ја не би размислувал така и фотографијата има легенда за ангажман конкретен кој што го добило лицето за партијата. Ја мислам и на некои други фотографии. Така да не би се изјаснувал по тоа прашање. Работава е дека треба да се почитуваат закони. Движење Знам за наша Македонија на вистина се труди и во рамките на владината коалиција да испорача тоа што сме го ветувале пред граѓаните и што е дел од владината програма. И само со почитување законите ќе ја држиме, ќе ја креваме довербата кај граѓаните. Се ова друго е дерогирање на довербата во институциите. Па дури и поканите за лидерски средби исто така е дерогација на системот, на државниот апарат во очите на граѓаните. Не сме способни во парламентот да решаваме работа, него ќе се собираме на лидерски средби, на некакви племенски собиранки. Ние не сме овде племиња, ние сме овде народ во демократска Македонија и сето тоа треба да се решава низ демократските институции во парламентот. Добро, ма се што до сега зборувавме, меѓу другото зборувавме за тоа како работите се решаваат во парламентот. Во парламентот. Две поенти само. Прво, во однос на тоа што практично ние реализираме преку овие институции, дали дебатата треба да биде во парламентот или треба да биде изместена надвор и така натаму, апсолутно сметам дека е потребно дебатата да биде во парламентот. Ако дебатата ја извадиме од парламентот, е проблем. Меѓутоа, знаете, кога разговараме за законот за бранители, тогаш имаме состојба зошто поднесувате закон за бранители и се дебатира во парламентот, требаше да се реши некаде на друго место. Ова се ставовите на парламентарното мнозинство. За тоа ни треба цела емисија. За ова прашање треба цела емисија. Сега кога треба да разговараме за друга работа, дека треба лидерите да седнат и да ја пратат пораката во јавност на сплотеност, на единство, кога станува збор за зачувањето
државата, тогаш викаме не ни треба не ни треба лидерски средби, ќе треба да бидеме внатре во парламентот. Не треба да има и лидерски средби, и лидерите како најодговорните од политичкиот спектар тоа да го направат и да пратат порака. Вие го видовте веројатно дописот на верските лидери, кој што исто така повика на смиреност и така натаму и така натаму. За поздравување. Сето тоа е во функција и ниту еден од овие механизми не треба да биде одбиен на никој еден начин. Во однос на реформите, ова што вие го загатнавте и навистина е сериозно прашање кое што треба да не замисли. Да, рековте, правевме реформи, именувавме законски решенија, прилагодувавме начини на избори и така натаму и така натаму. И на крајот се соочуваме со една состојба во која што имплементацијата на законот сепак е таква каква што некој ќе посака да биде во јавност. Тоа што покажува? Покажува за една ситуација дека ние мораме да имаме реформа на умот. Се додека не ја направиме реформата на умот внатре во државата, сите ние, тука нема кого да издвојам, тргнувајќи од себе па до секој еден поединец, како ќе се однесуваме, што ќе правиме во јавниот простор, како ќе се однесуваме према граѓаните, како ќе се однесуваме према средствата на граѓаните, како ќе се однесуваме према институциите, дали ќе ни се врати тоа чувство на припадност или повторно ќе продолжуваме на некој друг начин, нас нема да ни помогне ниту една друга реформа. Колку сакате да ги реформирате законските, колку сакате да имаме нови подзаконски акти, начин на функционирање и така натаму, ако немаме промена во главата, за која што ќе речеме да, ние ова мора да го направиме заради иднината на државата. Имавме добри примери, еве сега со колегата слушавме од ДИКАВ, како размислуваат тие за изборот на директорот на нивните служби. Не им паѓа на памет тоа да бидат партиски луѓе, туку да бидат луѓе кои што ќе се од струката и кои што ќе може да тој ден или тој момент мора да дојде во Македонија. Јас се благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Ве поздравувам. Пријатно.